Спонзорот Цермат ви представува. Промоција на документарниот филм Нашето чудо на природата, Пелистер. Се одржа уште едно издание на манифестацијата Не заборав. Джез концерт на Тони Китановски и Биг Бенд. Ехо кај Чинарот во рамките на Битфест. Нашето чудо на природата Пелистер е насловот на документарниот филм што во рамките на Битфест беше промовиран во Битола. Сценаријата е на Каролина Николовска, а во режија на Анета Шијакова. Филмот е една авантуристичка прошетка се до врвот на 2601 метар надморска височина. Може да се погледнат сите убави предели на Пелистер и преку изјави на туристи кои што го посетуваат Пелистер од целиот свет, всушност е прикажано зошто вреди да биде посетена планината и како странските и домашните туристи ја доживуваат планината. Практично ова е една препорака да се посети Пелистер. Покрај филмот продуцирани се и електронски разгледници за Пелистер и тие ќе послужат за една меѓународна промоција на нашата планина. Документарниот филм се фокусира на природните убавини на Пелистер и на неговата авантуристичка страна, представувајќи ја оваа планина со природната убавина како предизвик за секој човек да ги измери своите капацитети, освојувајќи ја. Се прикажува енергијата која се црпи од прекрасната Баба планина. Покрај естетскиот миг, представени се и одличните капацитети за планинарење, алпинизам и спортување. Ние од Националниот парк Пелистер водиме грижа колку што можеме да помогнеме онаму каде што се твори за Пелистер, без разлика дали е тоа поезија, дали е проза, дали се написи, дали е наука, а во крајен случај и дали е уметност, филмска или документарна. Благодарни сме што Ана Шијакова веќе ни остави Анета една трага своја на посетата на Пелистер како документарен филм и се надевам дека тоа ќе биде интересно и како четиво и како гледка за гледачите и на телевизиите, но и за сите оние кои што веројатно во иднина ќе отвораат и Facebook страниците на Националниот парк Пелистер, а можеби и веб страница каде што имаме намера да го поставиме како еден документ кој што ќе остане за трајна употреба. Преку филмот, присутните имаа можност да се запознаат со најубавите места на Пелистер, кои беа дел од конкуренцијата за нови светски чуда. Станува збор за двете глечерски езера, кои заедно со пештерата Врело и Охридското езеро беа ставени на листата за 7-те чуда на природата. Најзаслужен за добивањето на статусот национален парк е 5-игличниот бор молика на Пелистер. После одржаните концерти со наслов Не заборав во чест на Сашка Петковска, Јонче Христовски, Пепи Бавтировски, Љупча Спасеновски, оваа година петтото издание на концертот кој се одржа во Центарот за култура беше во чест на Добри Ставревски. На концертот беа изведени 14 композиции од страна на Бојан Стојков, Зоран Маневски и група Калабалак. Овој наш музички доен, интерпретатор, пејач на македонската народна песна, изворна најчесто, а дели ново компонирани песни, остави длабоки траги во изведувачката дејност во Македонија. И тоа е она што останува после заминувањето на телото, духот што создал, односно песната и последно сега со овие носачи на звук, каде што и записи различни аудио, кај што се останат и трагите од тој прекрасен глас. Можем да кажем дека прво го запознав со Битола Бабам Битола, значи легендарната изведба на Добри Ставревски на телевизија и така да онака остана како еден боем битолчанец во мене што е испеел Битола Бабам Битола онака како што треба да испее секој битолчанец. Задоволството е секако големо и исто така и одговорноста да ги пееме песните на Добри Ставревски. Песни кои низ децениите се изведуваат при голем број на настапи на нашите познати фолк пејачи и секако еден од најголемите творци и изведувачи на македонската народна музика.
На манифестацијата во негова чест беа прикажани дел од неговите последни интервјуа. Добри Ставревски ја добива наградата за животно дело на првиот фестивал Серенада во 1993 година. Во амбиенталниот простор на културниот центар Магаза се одржа джез концертот на Тони Китановски и Биг Бенд, а во рамките на културното лето Битфест. На концертот покрај Китановски настапуваа Диџеј Димитри, Кирил Кузманов, Дејв Вилсон, Денис Емин, Александар Нинич, Кирил Туфекџиевски, Виктор Филиповски. Тони Китановски живее и работи во Скопје и е посветен едукатор и промотор на македонскиот джез во светот. Истовремено, тој е и доцент на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Одличен композитор и гитарист со извонредна техника и имагинација, инспириран од најголемите мајстори на гитарата во светот. Една од најреномираните светски музички списанија, легендарниот Ролинг Стоун, своевремено го оцени албумот на Тони Китановски и Черкези оркестра Шукар со 4 звездички, оценка што ја добиваат само најдобрите светски музички изданија. Во јуни оваа година Тони Китановски го промовираше својот најнов албум 3x3. Китановски вели дека музиката на овој негов најнов албум е спој на 3 различни интерпретации со за него мощни инспиративни соработници. Уште еден интересен настан се одржа за љубителите на македонската народна музика и фолклор, имено кај стариот добро познат битолски чинар, кој со векови стои и сведочи за минатото на нашиот град, се одржа настанот Ехо кај чинарот. На настанот пред битолската публика се представија битолчанецот Славчо, како индијанецот Персеј, кој сите го познаваат по своите изведби на широк сокак. Работиме моментално еден стил каде што правиме фузија на македонската етномузика со перуанската етномузика. Многу ги сакам битолчани општо како народ. Многу сум задоволен со вашиот народ. Ме примаат, секогаш доаѓаат кај мене, прават момент со мене. Многу сум задоволен. Настанот се одржа во рамките на Битфест.